Мал авион кој превезувал кокаин се сруши во Мексико по воздушна потера, а 2 лица загинаа, соопштија тамошните власти. Мексикански воени хеликоптери го пресретнале авионот и го бркале стотина километри, се додека не останал без гориво и се срушил во државата Керато, пишува CNN. Инцидентот се случил во понеделникот, а во авионот имало околу 400 килограми кокаин. Овој инцидент се случил нешто помалку од 2 недели, откако приватен авион кој беше украден во Мексико се сруши во џунгла во Гватемала и во таа несреќа загинаа 2 лица, а во авионот имало дрога и оружје. Лотар Вилер, директор на Германскиот институт за јавно здравје, изјави дека земјата може да се соочи со нови 10.000 инфекции на ден ако луѓето не се придржуваат до хигиенските мерки и социјалната дистанца. Јас сум сериозно загрижен за моменталната состојба. Не знаеме како ќе се развиваат работите во текот на следните неколку недели. Може да видиме повеќе од 10.000 нови случаи на ден. Вирусот може да започне неконтролирано да се шири, изјави Лотар Вилер, раководител на институтот Роберт Кох. Германија пријавила над 5.000 нови случаи во последните 24 часа, што е најголем дневен број на нови инфекции од април. Огромен пожар зафати комплетен облакодер во Јужна Кореја. Огнот, како што се сомнева, избил на 12-тиот кат на облакодер околу 23 часот по локално време, но многу брзо се проширил и зафатил стамбен блок во градот Илсан, пишува Daily Mail. На видеоснимките се гледа како пламенот стига до самиот покрив на облакодерот и голта се пред себе. Гаснењето на пожарот е отежнато од силниот ветар, јавуваат локалните медиуми. Постои ризик огнената стихија да се прошири на соседниот трговски центар.